воопшто не е лесно да се променат на навиките на граѓаните. И јас ги поддржувам сите поединечни иницијативи и акции за собирање на отпад. И тоа е добро и треба да ги има. Но уште поважно е да се воспостави системот да функционира. Големата количина на собран отпад во одредена акција не покажува нешто позитивно. Тоа покажува дека има слабост, дека нема систем кој што функционира. Затоа е важно општините, откако ќе се исчистат локациите, да им се даде намена или нова содржина на просторот, за да тие повторно не прераснуваат во диви депонии. Затоа што тоа многу често е случај. Еден исчистен простор, граѓаните се навикнати на истата локација да ја остават, нема нова намена на просторот и повторно прераснува во дива депонија и ѓубриште. Сметам дека во периодот што следи мора да се зајакнат капацитетите на општините за да се спроведуваат законите што ги носиме. Во 2021 година, со помош на секторот за соработка со единиците на локалната самоуправа и поддршка на Министерството за локална самоуправа и МИОА, спроведовме една иницијатива која правеше надзор над работата на неколку општини во нашата земја. И при тоа утврдивме, впрочем и господинот што го кажа, дека дел од општините немаат кадар што може да ги спроведува законите кои ги носиме. Минатата година, на почетокот на оваа година го донесовме и Законот за инспекцијски надзор во животната средина, согласно кој секоја општина мора да има инспектор за животна средина или општините кои што немаат да склучат договор за меѓуопштинска соработка, за да може да се грижат за проблемите околу животната средина. Така да јас мислам на национално ниво дека работиме на стратегија за управување со отпадот. Оваа есен треба да почне изработката на нова стратегија за управување со отпадот, донесен е план за управување со отпадот, со важност од 2021 до 2031 година, донесени се регионални планови за управување со отпадот. Мислам дека мора да се поработи на зајакнување на капацитетите на општините и да се зајакне соработката со колективните постапувачи со отпад на општинско ниво. Повторно, отпадот треба да почнеме да го гледаме како ресурс, а новите 6 закони кои ги донесовме минатата година го дозволуваат тоа. Дали тие закони ги опфаќате освен комуналниот и отпадот за кој што зборуваше претежно градежни материјали, интегрираниот отпад, опфаќа и други видови на отпад, не знам, медицински отпад, електронски отпад, кабелски отпад, така натаму, дали имаме еве да речеме складишта на тоа, дали е тоа на државно ниво се складира тој отпад или пак за тоа се одговорни самите општини? Општините имаат обврска да назначат локации на кои би се одложувале посебните текови на отпад. Минатата година донесовме и закони за посебни текови на отпад, закон за отпад од електронска опрема, закон за отпад од батерии, закон за отпад од пакување и така натаму. Така да мора да постои тесна соработка помеѓу сите чинители во процесот, затоа што ако една од алките не функционира, тогаш нема де факто резултат. Не би сакала да кажам дека само општините се виновни за тоа. Тие јас се надевам дека ќе работат по препораките на владата, да ги зајакнат своите капацитети, меѓутоа треба да има соработка и со колективните постапувачи со отпад и да го видиме отпадот искоренет.